Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. Јас сум Жанко Жилковски и ви посакувам добра вечер, добре дојдовте. Се надевам дека ќе разговараме, не би се правдал многу за изминатиот период, што и како и така натаму и така натаму. Малку имавме интервјуа, малку повеќе се навраќавме на она што било. Јас и овој краток период ќе го продолжам исклучиво или со мои монолози или со разговори со вас, а некаде од идната недела се надевам дека ќе продолжиме со интервјуата. Имаме најави од гости ќе ни бидат од ВМРО ДПМН, планирам да го поканам Александар Николовски, потоа од Левица планирам двајца Мојсовска и уште еден во моментов само стручњак за енергетика, Стефче Јакимовски, Левица, Александар Николовски, ова се тројца, четворица од политиката кои ќе бидат гости. Уште многу луѓе кои им одложував гостување во емисијата. Ви благодарам на трпението, ви благодарам што не развивте негативна мисла. Подолго време има неколку луѓе кои не ги одбивам, им одложувам затоа што и не праве. Се надевам дека ќе имате разбирање. Јас сепак работев 2 децении долго како машина и постои замор на материјал, се преслушував. Знаете што ми е проблем? Проблем е што поставив у некој од последниве година-две интервјуа, имам некое отшрафување на линиската мисла. Оти јас се обидувам да направам линиско интервју и бегам од линијата. Дали е тоа резултат на годините, истрошеност на материјалите, километража или година на производство, се едно е, но човек треба да се, како да ви кажам, треба малце fine tuning да направи за да го направи ова подобро. Си ја чувствувам енергијата дека ова ќе го работам уште долго, иако вриштам за пензија по сите параметри, но знаете како што минува времето, едноставно емисијата веќе ме владее мене, а не јас неа, така што ова е мојата втора дневна соба и се надевам дека вечерва ќе бидете исто така гости, дека ќе се вклучите во програма. Што се однесува до стримингот, имено во овој момент двата мои профила се под сериозна се работи. Личниот профил ми го рачна ова нацистичково здружение, направено по углед на
на пропагандата, на нацистичката пропаганда во 30-тите години за подобност, што е подобно, што е неподобно, сум објавил некоја непроверена лажна вест за некој што нешто и што ти ја знам. Како и да е, Божиновски убаво ги исплеска тие, како да ги кажам, да бидам културен, сепак е ова многу фина телевизија, ама ја не сум, емисијава не е, така нека се огради телевизијава од мене, ни фини, мали, убави ликови, така. Кој се, ова е сладолед од чоколадо. Да. Сладолед од чоколадо. Сладолед од чоколадо. Да не ти кажам од твојана. Да ја спомнам сега твојата. Кажи. Ке речам, баже ми кажа и после која ќе дојдат таму индијанка за мене. Да, индијанка. За баже една индијанка. Еве тази индијанка со салеп за тебе. Значи, наредниве месец дена јас сум блокиран на не иќам. Пауза ќе правиме. А тоа миксерчињата, дај едно, ајде, дај да го извадам на камера, ајде. Black Magic од едната. Океј, порно за технофилија сега. Значи, ве молам децата да излезат од собите, и жените, и не е за жените ова, за религиозните исто така, да не се соблазнуваат, а само за порнофили, технолошките порнофили. Се наеш. Не, па ја ото... Луѓе мислат дека ние мажите... Да, има мажи, знаеш, она пред заспивање гледаат разноразни сајти. Ја вакви работи гледам. Ова се тие така наречени миксерчиња во кои можеш да вклучиш 4-5 камери и сето тоа и после да стримаш со нив. Многу убава работа. Не е ни скапа, 240-250 евра, ако не се лажам. Така беше? Да. Влезови за 4 камери, HDMI out и така натаму со микрофончиња. Ова е бомбона за и другово исто. Да? Да. Зашто две бе, што не земеш едно со 8? Големо, има и така. Со здравје да се служиш, еве. Види како се развиваме. Едниот колега си купи кола. Го туривме од частење за количето. Нека е живо и здраво, 100 години да го вози. Сега ќе го частиме другиот колега за двете овие свичерчиња за стрим, за снимање. Можеш и директно на хард диск да снимаш со ова? Да. Добро, значи не можеш да стримаш, можеш и на USB стик. И ја. Ко премиерот. Кој распад сме како држава, како се спушта нивото, колку си повисоко на некоја позиција, треба да имаш многу по, не знам, ајде, тоа достоинство, пристојност, браво, пристојност, да, decency, што имаат убав збор англичаните, decency, и ти гледаш премиер на форум со други, или го гледаш Стевица со цицица, качува Целзиусови, отишол у Фаренхајти, нема проблем. И многу мина се возбудија поради тоа, сега почне веќе и да коментирам дневно-политички ситуации, се возбудија. Јас само кажав една многу едноставна. Не знам, зашто толку луѓето се вознемирија, избореа, што Нивес Целзиус била на гости кај Стево Пендаровски, председателот на Северна Република Македонија. На Македонија поима немам која. Не знам стварно, зашто се вознемиривте? Било пристојно или непристојно? Ја викам, он е вистински човек,
на вистинско место, у вистинско време. Што очекувавте? Не, стварно не. Ве прашувам, кого очекувавте да видите таму? Кој гостин дека ќе биде? Нобеловец? Академик? Некој Грета Тунберг? Ние Целзиус, само една работа вака. Ја ја видов дека девојката е мощна, талентирана. Мощна. Не знам со што се занимава она. Викаат старлета. Што е тоа старлета? Еве, ја као бумер глуп, вака продучетеме, разбирам музичар, разбирам уметник, поет, писател, спортист, политичар, филозоф, лекар. Старлета. Што е старлета? Еве, разбирам новинар, водител. Водам. Шо? Овци водам. Шо? Што е Нивес Целзиус? Мене ми е симпатично, се е окей. И то кога не е накандрена и пренашминкана, дури нормално дело е симпатично. Не се, ама тогаш ние не сакаме, бидејќи како беше познатата реченица, мој колега има кажано дека со ненајаден и на народ држава не се прави. А македонците ние покажавме дека сме крајно неизживеа народ, човече. Крајно неизживеа народ. Извинете ако се навредувате. Само да ве потсетам на една ситуација. 2000-та година првиот all inclusive се рекламира во Македонија. Во Турција. И првиот хотел пушта реклама во Македонија all inclusive. Во август месец хотелот затвори. Што се случи? Затвори не затоа што пропадна. Да ви кажам, македонците пресметале, виделе тоа со авионче, со каков авион, чекај бре, што зборам ја, со автобуси у Турција на all inclusive, за некои си 300-400 евра, колку беше тогаш и така натаму пари, сето тоа. И отишле таму, фино лепо, жени, деца, баби, стрини, тетки, се натепале цел хотел македонци. 2001 не ме фаќате за збор точно, која може би и 2002. Туку тогаш бев пишував и работев во Фокус, па со Никола Младенов ги заедно идавме на одмор, па ги коментираше оновие работи, имаше добри информации. Вика, all inclusive, вика, што изели и испиле све. Се очекувало јадењето, нели? Нон-стоп да се јаде. Вика, ручек време, они сендвичи прават по 40-50 сендвича. Тоа ставиле пилешки крилца, вика, 10 души, вика, за 100 души, вика, крилцена. Вика, шо изедено, него у сендвичи, у најлон кеси, пикано ово она. Али каде е клучот? Значи, целата количина за целата година пиво на точење било исто во all inclusive. Жестоките пилаци, не, но пивото. Значи, у најлон кеси пунеле пиво, најлон кеса. Колку собира најлон кеса? 5-6 литра, така? У најлон кеси пунење на ова, едниот точи, другиот со кеси, и со кесите јака, и идење на плажа, и сркаат од ова. Тоа ти е наш човек. И сега не знаеш со кого е бетар. Тука расправавме со Никола Младенов. Викам, да идеш со македонец да делиш хотел или да делиш хотел со британец. Овие се агресивни, исто пијаници, ово, она, или овие се тотално, не можеш да кажеш, као да се пуштени, не најадени, не напиени. И никогаш повеќе тој хотел не дозволи македонец да влезе. Пази, турците што се дефинитивно најљубезни, најгостолюбиви и најдобра хотелска услуга што имаат, мислам дека у света.
Мислам дека у свет не можеш да ја добиеш таа хотелска услуга што можеш да ја добиеш во Турција. Едно време идеа во Бугарија, ама и бугарите запомина. Ама не, какво казва? Ајде, сиктер. Зошто македонци иде? Вика за смешни пари ке купи 3 кебапа, кебапо наукав. Јаде, па на границата враќа сосед. Ненајаден, гладен и сексуално незадоволен народ сме дефинитивно. Не зборам, знам дека имате вие прекрасни, се чувствувате навредени, извинете, ама сега ја ви кажам дека огромен процент од овој народ е таков како што е. Каде да отидете, тоа ќе го видите. Ситно, брат, да го видите, да една цигара. Брат, една цигара. Ја му викам, excusez-moi, но парле франција? Сум се правил. Брат, честоче, ако имаш едно да ме појачаш, мал се краток. Океј. Шега. Ништо не е од ова вистина, ова е малце тапење на наша сметка. Значи, да се навратиме дека нема стрим на мојата фан страна. Еве, мојата, се извинам, фан страна. Du fan und страна. Значи, ова е прво личната страна. Овде сум казнет од оние наци булшитите, затоа што нешто сум објавил е вакви некоја работа, која наводно не била вистина и што ти ја знам, ми удриле 3 месеци. Не сум забранет, туку, еве, например, само 5-6 души, пошто знаат дека лесно се манипулира народов и кога ќе објавам нешто, тоа се појавува на овие страни, кој што е ѕидот, нели, кој што објавил и така натаму, и така натаму. И сега, колку меѓу првите, колку идеш надоле, толку е тој помалку битен, да речеме. И сега ја најверојатно кај сите нив сум се појавувал меѓу првите вести. Сега они, казнувајќи ме ставаат негде се подоле и подоле и подоле и подоле. А знаат дека народов толку му сече, нема да му текне да сврти на мојот профил да види што има, па да се дигне фрака околу тоа, туку готовански си доаѓаат како му дојде и така натаму. И нормално, кога може да ве манипулира, нема му е тоа супер, why not? Што е ова? Никола Тодор, не, Бог да чуе, кај го отворив, кај се запустев, што е ова? Професорот Никола Тодоров, 95% од пациентите со габа на ноктите се третирани погрешно. Го најдов непријателот на габите за нокти. Ви кажувам како да се ослободите од габата на ноктите за еден ден. Почитувани колеги, дајте ве молам малку посериозно, па дај не другови смо рекли да немајте вакви работи. Ова ми го праќаш. Да. Еве ти 50 евра, така ли? Влашки. Чекај, а моите 500 евра ги виде? Не, па нема ни да ги видиш. Значи, оваа страна е негде до ноември, нема да ја следите. Стори, она е отворена, ја има тука постојано, све си се објавува, само едноставно не можете да не ми е готовански, не ви се пика под нос. Бидејќи нели сум популарен и сега популарноста намерно ми ја сечат. А ја најверојатно све што сум објавил било или за Македонија, или за македонскиот идентитет, или борба против фашизмот. А во борбата против фашизмот го изедов не бањаат. Не оти ми е битно, ама чисто да ве информирам. Ова ми е фан страната, овде ке имам 60-70 илјади следбеници и
тука најчесто ги дававме овие, како се викаат, стримовите. Но ми стигна, еве како што гледате, you're commenting as пардон. Да си го сменам профилот, да си ставам на фан страната профилот. И еве вика insights unavailable for this post. Значи не можам да стримам, не можам да добивам затоа што они мислат дека ја нешто заработувам од овие работи или што ти ја знам, и добив едно известување дека заради чекај да ја најдам, Хитлер и цар Борис. Објавив некоја ваква слика како бугарскиот цар Борис, чиј клуб отворивме во Охрид, бил добар пријател и сојузник со Адолф Хитлер. И нормално, како, какво казваш бе, Калпазан? Еве, браќа по оружје, 915-941. И то самите бугари се ги браќа по оружје. Да. И после кој е крив? Јанко е крив. И сега нормално, дури и за оваа моја објава овдека, а како не си проверил ти архивите, еве ти роден крај, всичко булгарско родно лојба, тача ние пропагандна брошура за бугарското германско воено другарство 914 и 41-44. И тоа бугарите си го објавиле ова нивното. Еве го флаерот со сите. Името на германскиот фелдмаршал Макензи е сврзано за стотици години слава за булгарското, што ти ја знам, што е ова? Сичко хубаво. Сичко хубаво. Германија, Бугарија, една борба, една... Како се чита ова? Како се чита ова? Не ти, дека не знаеш, тој до тебе. Сжба, дружба, не знам, стварно не знам како се чита. 915-941. Не, Версај, Англија. А? Што? Не знам. Германски војници 916-941. Ова е бугарите што си го објавувале на нивни јазик, во нивната земја, фалејќи се со нивното германско-бугарско другарство. Еве го. Фирерот и неговите војници. Одлично. И заради ваква една објава, благодарам режија, можеме сега и оваа камера завести. Одлично. Години. Крепости. Заради таа објава сум ставен на месец дена, не можам да стримам. И моите објави се помалку видливи за севкупната јавност. Не се невидливи, туку не ви доаѓаат напорти. Значи, ја имам постови кои се по десетици, 20, 30, 50, 100.000 гледања, кога ме сметаа дека сум политички коректен. Ама кога видоа дека има борба против фашизма, а ја се извинувам. Ја се извинувам на овие Советот на мудраци за кристализирање на вистината, за клистирање, за прочистување и слични дејности за зачувување на едноумието во созрцанието, во трансценденталното конјунктивно аплицирање за Европската Унија, што ја како млад и глуп не знаев дека не смее да се збори против фашизмот, а воспитан што да правам, ме воспита комунисти, потоа ме воспита и националисти и најмногу ме воспитаа патриоти, дека оваа земја е изградена врз темелите на антифашистичката борба.
најверојатно за ова што го кажав, ја најверојатно ќе бидам казнет од структурите на државата за ова што го изговорив јавно и не се секирајте. Свесно го кажувам, затоа што едно научив. Кога си нападнат у оваа земја за праведна работа, народот нема да те поддржи. Со прст нема да мрдне. Они ќе мјаукаат по Facebook, ќе се јави на некој утре и толку ќе заврши. Значи, утре можат што сакаат да направат. Јанко е небитен, ама можат да екзекутира кого сакаат, што сакаат, како сакаат, ништо. Македонскиот народ си е подален. Едниот е за СДСМ, другиот си е за ВМРО. И може, ако оваа власт реши сексуално да ја ги заставува другите, максимално, другиве нема да писнат додека од партија не им јават. Зборам за опозиција. И визверса, и опозиција да почне, не знам, намистина драматично, радикално да се однесува спрема другата страна, исто и овие нема да се бунат, додека овие од партија не кажат. Во средина малце тоа што останува е окей. Генерално млака вода, се занимаваат со љубовта луѓенца и така натаму. Ние сме во екстремна ситуација, а народот е неспособен да направи било што. Бидејќи во момент кога може да направи нешто, он се откажува и чека некој друг. И сега кога отворам емисијата ќе вика Јанко нема кој да го поведе народот. Зошто упорно го зборат тоа? Затоа што знаат дека секогаш кога се дигало револуции, буни, кога се барало промени, не правела организацијата, некоја организацијата. Они све мислат дека некоја организација е опозицијата. Бе, која опозиција бе? Која позиција бе? Ти си човек и си знаеш што треба да направиш. Ако не правиш, пријатно. Ја тоа само еднаш го имам сретното во живот, да го доживам на сопствена кожа. Као утка се шлаам низ Лондон и гледам голем калабалак. И копит, ништо не разбирам. Каква политика? Појма немав, ми дадоа беч Save the Whales. Што значи бе викам Save the Whales? Да ги спасиме китоите. Од кого да ги... Појма немам, ништо не знам. Добро, окей. И што да направиме? Ке се врземе за дрво, се сложивме со тие што градат сакаат да направат автопат да го исечат дрвото. Ништо не ја разбрав, али згодна беше канаѓанка. Ме фати за рака, отидовме и се врзавме за дрво. Ништо не разбирам. Ама стварно ништо не разбирам, дете. Викам се надам дека после нешто буци, муци, цуци ќе падне, знаеш, дружба. Па ако треба и за китови ќе гине. Дојде полиција, не разбра како млади зелени, али тоа беше првиот мој активизам. И да ви кажам, тоа е единствен активизам кој не бил шарен, кој не бил од Сорос, кој не бил од некакви други лукративни причини, како, например, Грета Тунберг е класична, политичка, колку и да е девојчето, она е за греота, она е дете со специјални потреби, она е за третирање. Не треба да се лутите на неја, треба да се лутите на оние кои се позади неја. Типови како Отворено општество, Сорос, така натаму, типови како Ал Гор и цела една булумента која враќа една диктатура. Некои викаат го враќаат социјализмот. Не, другари, они го враќаат национал социјализмот. За Русија да не збориме. И таму не цветаат рози од демократија. Таму па не смее да се писне, ама ете, викаат, окей, мене Путин ми е посимпатичен. Сори, ја го сакам Западот, ја уште од Lord of the Rings и од Pet Shop Boys, западно сум ориентиран, но сметам дека Русија е доведена во една ситуација да не може да постапи поинаку освен вака како што постав. И фала Богу што ми останува малце рационален ум, ако веќе навивам за некоја страна, но барем да сум свесен другата страна зошто го прави тоа. А македонскиот народ ја Русија, Америка. И две крајности без осет за критика на реалноста. Зошто и како? Знаеш што?
не сум па нема ни потреба некого да свестувам, да му кажувам што да прави, како да прави. Така да стриминг нема да имаме, ќе идеме со ова во живо, телефоните ќе ги објавиме. За едно месец дена повторно ќе почнеме со стриминзи. Значи идната недела повеќе интервјуа, па се повеќе и повеќе интервјуа. Така ќе се залуфаме уште оваа недела малце, вака ќе импровизираме. Океј, можеш да ги ставиш, те молам интервјуата да ги ставиш. Да ги ставиш телефоните. А јас само сакам една работа да пуштам. Имено, знаете што, кај нас патриотизмот обично е со некои ново компоновани квази македонски, да речеме, кои се нарекуваат македонски песни, кај што се велича патриотизмот, и ако таму нешто е кажано, тоа е општо и тоа треба да се прифати со знакот на Вегета, кој наводно означува трите Македонии, ово, она, ваму и таму. Само да ви кажам, а се декларирате како православни, значи може да има само еден Бог, може да има само еден знак, тоа е крстниот знак, и крстниот знак, ако сакате, тој се прави вака како што се прави. Океј, а сега да ви кажам што мене душа ми исполнува. Еве, западњачки деца, амерички деца. Ако не знаете која песна, не прашујте, нема да ви кажам. Океј, сосема кратко, деца, малски, вежбаат, ова е тој фолклор. А јас сум растен со оваа музика. Ке ми простите, мене ми се они блиски. Они се моите, што ти, тоа е тоа. А овој дечко, овој што имитира, чекай да го... Како ми честита. Нека му е среќен роденденот и му посакувам да биде многу успешен актер и да не снима веќе видеа. Добро е, сако му е роден ден, ние на газ да паднеме. А? Ајде, нека му е среќен роден ден. Абе, човек, абе нека си оди таму негде со женска му. Не само да глуми по тоа факултетот. Па му посакувам пеце да биде годен глумец и да работи за државата. Среќен роден ден. Па му посакувам да биде најдобар штипски актер. Пардон, велешки актер. Нека ти биде среќен роден денот и веќе да не снимаш видеа безпроцедурално. ХПБ да ти ја. Happy birthday and everything all good. Среќен роден ден. Пеке нека му е луѓе! Гледате, драги гледачи, 1999 година татко му ја зачнува мајка. По сите рачуници тој треба да е роден на 2.2. Меѓутоа, во тоа време татко му подплатува во општата болница во Велес да го пишат на 6.2, за другарите да не го заебаваат. Тоа е проблемот, драги гледачи. Нека му е среќен роден денот, меѓутоа вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Супер е, момако, браво. По-старо е ова, нему е сега роден ден, ама добро дојде. Ги отвараме телефоните за вашите јавувања и ќе ми биде драго да се слушнам со вас, одамна не сме се чуле, и да ги слушнам вашите размислувања. 11 октомври не треба да го славиме, Цар Борис отвараме клуб, одбиена барањето за референдум на левица и така натаму и така натаму. Се е поскапо, струја ќе имаме, ќе немаме, над глава ни виси и атомска војна. Иначе вие како сте? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете, во програма сте. Вака, поздрав до вас и до емисијата. Имам едно прашање, ако може да ми одговорите. Бројчево што е ова Ало докторе 15123 преку Министерство за здравство, нели? Дали е бесплатно, бидејќи некои од операториве го тарифираат, некои викаат бесплатно е, па прашањето ми е, ако е бесплатно, треба да е за сите оператори бесплатно. Ако не е бесплатно, треба сегде да се тарифира. Сега брза помош е бесплатен, добро, тоа е итен број, ама бидејќи двата се под Министерство за здравство, прашањето ми е дали е бесплатен бројот, така фигурира, или е оставен на операториве, некои да го тарифираат, некои не на волја на операториве. Кој е бројот што го бараш? 15123, ало докторе. Од 2014 постои
као замена за брза помош, нели, пример, ти треба нешто, консултација, настинка, едно друго и се јавуваш таму. Пример, колку да земеш парацетамол и витамин С, значи, као помош е да се растерети брза помош. Може да ти кажам хак? Како? Значи, немам одговор на ова твое прашање. Легитимно е, добро е прашањето, фино што се јави. Не сум ја должен, али ти благодарам на довербата. И сега да ти кажам, стварно немам одговор на ова прашање, не знам. Ке го поставам на Facebook. 15-122, така рече? 15-123. 15-123 има ти веб страна, ама не пишува на вебсајтот ништо. Океј. Небитно тоа. Битно е да ти кажам што ја правам со сопругата. Дали се однесува за мене или за дете. Обично навечер кога ќе им се јавам. Се извинувам, у брза помош се јавуваме и да ти кажам дека никогаш до сега не ме одбиле. Значи, нема долги консултации и приказки. Здраво, глава ме боли, глава го боли девојчето, има 38 со 5, што да ја дадам парацетамол, ово, ваму и таму, и ќе ти кажа, или нешто слично, сега парафразирам. Да, значи, за било каква консултација, ве разбирам. Секогаш ми дале добар совет, брзо, кратко, и ја, како да ти кажам, внимавам да не трошам време, сепак е брза помош, некому за итен утре. Сепак е итен за итни случаи. Ама не знаев, ја го заборев овој за консултација и не знам дали функционира. Дали си имаш јавено, дали функционира овој број? Функционира 0215-123, но не знам дали е бесплатен, а самите они не знаат. Вика, ние требаме да имаме информацијата, но ја немаме. Дали сме бесплатни или не? Многу ти е на место прашањето и стварно не знам, но ако некој од моите пријатели или има некој кој може би знае, ако не, до утре стрпи се, додека да објавам ја на Facebook, па до утре може би ќе добијам некаков одговор, некој попрецизен. Не е проблем, ве следам, па ако пропуштам нешто, ќе се пак во емисија, не е проблем да слушне и јас и по широката јавност, ми разбирате. Океј, фала ти за јавувањето, лека ноќ и пријатно. А ние продолжуваме со вашите јавувања. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Да, здраво, повелете. На вашата страница пишува јади бурек. Немој више да пишува јади бурек, него не јади бурек. Ти сакаш да го сменам името? Да, не го менувам името. Јади за бурек сега у ова време. Не го менувам името. Пишува јади бурек. А ние пензионерите не може да си купиме бурек. Како? Па не ли ви ги покачија пензиите? Сега од вистината. Сега, која вистина? Преседателот кога дојде, знае што кажа? Не. Вие сте овци. Сега е вистина, овци сме. Не реагираме на ништо, даш што даш и рече и премиерот дека кичмата ќе ви ја виткаме. И ние се сега пенсионерите свиткани во кичмата и овци сме и вистината искочи на крај, на виделина. Ето, Јанко, мој мило дете, ти си се избричи, убав си, биди си понатака, само пиши, не јади бурек. Ајде, пријатно. Кажи ми само да те прашам. Да. Како крпиш сега дали сама живеете или со фамилија сте? Фамилијата си е фамилија, си има и они трошко. Знаеш зашто те прашувам? Те прашувам дали сама си ги плаќаш сметките, струја, вода, лекови, телефон? Па да, кој ќе ми ги плаќа? Кој? Не, па може би ако сте поголема фамилија, поише души, па заеднички изборам. Пола по пола плаќаш ли? Не може, ова ти отиде крај. Значи се виде крајот, дека сме овци. Колку е бурекот сега? Па да ти кажам право, уште од пред короната сум јадела бурек. Навистина е поскапен бурекот. Ве разбирам зошто треба... Си јадела бурек у Њаковец и бурек за Милина, 12 автобуси ќе поминам со картичката, кај сакам ќе седнам, уживам кој беше Груевски, то што ти кажам, шетање, одење, тоа и ми остана во животот.
А сега ни бурекче, ни кромиче, ни лукче, ќути трај чукче у казанче. Тоа ти е тоа. Јанко, нема крај. Нема. А Фала ви вистината многу. искочи вистината. Овци, а лауда му е на председателот. Како што рече, така искочиме. За Стока никој да не рече, мрдиме, стока, да не се овци. побуниме. И е страв Јанко да не утепаат. И ние стари згрбавени да бидеме со стапови на площад, да протестираме. Што? Да не згази коли, да не газат коли, да не плукат од пенџериња со колите. Ај да не замарам, се извинувам, али ова е тежина голема. Ај, пријатно. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Одиме понатаму, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав Јанко за тебе, поздрав за гледачите. Се јавив, не знам од кај да почнам. Само немој од диносаурусите, молим те. Катастрофа. Државата ни отиде у бестрага. На која тема да почнам да зборам? Хаос. Еве, ајде на темата да почнеме политички, да почнеме. Левица е одбиена денеска референдум, нема да не им дозволија за референдум одржување, за отфрлање на францускиот предлог. Второ, цар Борис, клубот во Охрид. Како? Вака се. Значи, се знаеше дека они нема да ја прифатат за референдумот, затоа што референдумот ќе поминеш. Многу незадоволни граѓаните и се полошо и полошо секој ден, и економска и политичка криза и секаква. И се знаеше дека они нема да дозволат. И они нема ни да дозволат и ќе терат све на сила додека на народов не му пукне филмот и да земе да го реши он проблемот. Вака, Значи, само и тебе и на сите. Во Македонија никогаш немало револуција и тоа што збориш никогаш не се случило и тоа никогаш нема да се случи. Значи заборави дека народ ќе му пукне филм и дека ќе направи голема промена. Тоа никогаш нит се случило, нити ќе се случи во Македонија. Знаеш ли што викаат старите? Што викаат? Секогаш може да постои почеток. Значи, еднашка може да се деси. Значи, на народот више готово, му е пукнато преку филмот му отиде. Значи, еве ги сега више, они место да ја замрзнат храната, они дозволија на сите бизнисмени кои кој ја покачи цената. Зејтинот, кампањата брилјанти ми ја водеше на само цела кампања за изборите. Го дозволи да го ригне бензин, зејтинот 150 денари, од 58 на 150. Ама све се покачи. Им дозволија, тоа беше све договорено со нив, после, ајде ќе ги замрзиме. Што ќе замрзнува сега цена кога отиде у дженем 200, кажуваат на телевизија, се покачило 20%. Кого лажеш? Ние не сме ретардирани. 58 денари, така е. За крајот на ковидот беше зејтинот. Значи, почитувани гледачи, слушајте го, многу добро и паметно ви кажува гледачот. Значи, што ви вика? Сега искача власта и вика ги замрзнуваме цените, ќе бидат заштитени производите. Дали разбирате што ви зборат они? И вие викате браво. Абе, како браво? Замрзнува откако отидоа цените 7 плафона. Значи, стигнаа некој максимум и сега ќе замрзнува цени. Лут ме правиш. Значи, лани, еве го лебот. 2017, дај го компјутерот. 2017 бил 25 денари. Сега е 65 денари. Отишало без трага. 200%. Сега ќе го замрзнува кашкавалот од 344 на 689. И сега ќе го замрзнуваш. Што замрзнува? Маслото за јадење од 65 на 142. И сега ќе го замрзнува. Што ќе замрзнуваш? Тоа веќе го достигна плафонот. Како ме штити? Пази, која демагогија. И тоа поминува кај народот. Викаат, па добро, види, гледаш, овие прават нешто. Молам, продолжи.
Јанко, значи, се знае, оваа власт знаат они дека више некад нема да дојдат на власт. И секој ден име на нив во мозокот што повише да украдат, затоа што ќе им треба за адвокати, за суди, за подмитување, за да си имат на страна во други неземни пари. Тоа е, они знаат дека нема да добијат. И сега со сите овие бизнисмени им дозволија, ти бе сакаш да го покачиш зејтинот. Слушај, ние ќе донесеме одлука, нема да го замрзнеме зејтинот, вапни го тамо толку, ама толку посто ќе фрлиш тамо. Тоа го знаат и мали деца у градинка. Нека не паду. Значи, они ги на сите бизнисмени им дозволија да ги дигнат до плафон цените, сега што ќе ми замрзнуваме цени, да ги врати назад, бе, да ги вратат назад. Значи, од кога почна економскава криза, 10%, 20%, како што викат, еве, нема проблем. Значи, они викат дека производите се покачени до 18%, нема проблем, ќе вратиме датата, тогаш колку бил тој производ? 20% на таа цена, толку. Ова рестото што е нагоре све да се врати назад. Тогаш ќе им проверуваме. Како може? Лево 200%, зејтино 200%, све е качено. Од 58 денари зејтино, знам, пред да почне економскава криза, отиде на 150. Како може да е 20%, 50, 50, 100 и 150? Тој е 200% покачен зејтинот. Кого прават будала? Кашкавалот 300 денари на 700 денари. Тоа е 150%. Нека не прават ретардирани. И сега ми кажуваат, убаво викаше опозицијата, јас се сеќавам, април, уште февруар месец, дај да превземеме мерки, дај ова да направиме. Они не, па не им одговараше, бе, Јанко. Они знаеат дека тоа требаше да го направат, ама ако го направат тогаш, ќе не може да прават аванти, ќе не може да зимат да крадат. И затоа го направи овака. Све отиде у бестрага. И сега гледај што викам. Донесовме сет мерки да помогнеме за кризава на граѓаните. Тие што се ранливи групи. Кои сет мерки, бе? Бензинот го покачува вчера, завчера. Тие се тие пари кои што самите ние граѓани се ги помагаме сиромашните. Не владата ниту донела кредит ефтин, ниту донела ефтина струја, за да може да скрати од таа цена, па да ја стави у буџетот и со тие пари да не финансира. Застани тука, Тони. Застани тука. Значи, уште еднаш, што треба у тиквите да ни влезе. Тони не е академец, научник, кој праќа ракети на Марс. Ама многу едноставно ви ги кажува работите. Значи, тие работи што ги прават, не ги даваат од свој джеб. Ние сами што плаќаме данок, што купуваме производи, плаќаме ДДВ, ние сами, уште треба да сме благодарни. Знаеш кога си благодарен? Кога непланирани средства. Ова се наши пари. Он те рани со твоите пари, ти што си ги дал. И ти уште фала треба да му каже. Нонсенс, човече, нонсенс. Еве сега, Јанко, значи, кажува дека по 6000 денари ќе им дадат на ранлива група за пензионери, за ова. А одмак, утре дента го покачија бензинот 2 денари. И сега, знаеш што, не го покачуваат целиот бензин, него си играат горе-доле. Значи, денеска ќе го покачат дизелот, утре ќе го покачат бензинот. За утре ќе го покачат лесното гориво, плинот. Цело, и јас што викам, значи, он да увезол ефтин плин, ефтина струја и заштедил 10 милиона или 2 милиона и тие пари да им ги даде на граѓаните да ги субвенционира, да. Ама он сега не земал кредит, не земал ефтина струја, не земал ништо и сега го покачува бензинот и со таа акциза што е големата, он со тие пари ќе им даде на граѓаните и вика владата помогна. Не помогна, самите граѓани ги помагнаа по сиромашните луѓе. Нека не прават луди, бе. Само јас знаеш што викам. Правеле сет мерки. Ја викам на опозицијата. Они да прават сет мерки. Ова што го прават они сега, кој ќе дојде на власт опозицијата, да мисли за граѓаните, за све комплет, ама на опозицијата да им го прави истото што они го прават сега на опозицијата. Да не може да дигнат глава и 300 работи ги апсат, ги преведуваат, им кинат сметки, жиро сметки да тварат, све да им вратат. Значи, со иста мерка. Ако вие што прават так, не повеќе. Ако направат повеќе, значи они се лоши. Искрено да ти кажам, вака, искрено да ти кажам,
што новата власт ќе и прави на старата и ова што и прави на опозицијата, тоа е политичка борба, I don't give a damn. Стварно не ми е гајле. Очи нека се извадат. Но што си во право? Каде добро збориш? Дај го екранот уште еднаш да се навратиме, за да сакам да го акцентирам, оти добро кажуваш. Да се надополнам. Цената на дизелот се качи за 3 денари. Ова е последното, еве пишува. 103,5 денари. Значи, плюс 3 денари. Ке иде денеска. Но, погледнете овдека што има. Сега не знам дали можете убаво да видите на вашите екрани. Овде стои цената на барел. Значи, колку е цената Brent Crude? $92.44, иде надоле за 1,2% и WTI Crude, значи сирова нафта, $87 или 5539 денари барел нафта. Овдека журира на секој час. И гледайте сега, нафтата иде надоле на светски берзи, ке нас иде нагоре. Ви интересира во историја? Еве, да не рече некој дека јас спинувам или така натаму. Еве само дизелот да видиме што се случува од јули 2022 до октомври 2022. Значи, на 2 пати го спуштаат на 90 денари и 2 пати го креваат и сега е веќе до максимален плафон. Видете, ова можете да го видите и за 2 години. Погледнете ја цена од октомври 2020 до август 2022. Еве ви е цената. Гледате каква убава планина за искачување. Мордор, Lord of the Rings. Те молам продолжи. Заслужи. Вака сега. Друго што сакам да споредам, каде што направија голем криминал и многу ги оштетија граѓаните. Види сега. Значи, јас имам фирма, да речеме Тето или другата фирма што беше за парно грење за Скопје, и имаше другата фирма што беше за произведување на струја и за затоплување. Бето или како секаш, не ги знам точно. Знаете што е работа поентата? Склучува договор или што се овие приватни компании што имаат дозвола за да увезуваат струја, зборам пред економската криза. Значи, има дозвола и се сеќаваш Бислимовски, тој што го тепаше на Муса Џафери Симов во една дискот, имаше на телевизија? Така е, се сеќавам. Зашто го тепаше? Затоа што му е зема дозволата, бидејќи не испорачал тоа што требаше, а ветил. Ама види што е финтата сега, кај што вика Пасиев кваката каде. Леша, додека немаше криза, увезуваа струја, правеа со парното 300 скално, се богатеа, јахти, кациенди во Грција, станови, весни коли, све комплет. Ама он има склучено договорот со државата на 20 години дека ќе го користи и парното, и струјата, и све комплет. Дојде математиката каде што не може да чаруваат, го прекина договорот. Абе, не може да го прекинеш ти договорот, бе. Прекини го, плати пенали, бе. Ти сега, како овој сега за парното што за Скопје што беше, скупо ми е, немам плим газ и го прекина, тој од нивната партија, ајде сега една партија ќе спртам, тој им е финансер на СДСМ и он рече, јас го откажувам. И овие го проси, абе, чекај бе, ти си исклучил договор на 10 години. Ако го скинеш пред тој договор, ќе платиш 10, 20, 30 милиона евра казна, бе. Доека крадеше, нема проблем. Сега не може. И овие што увезуваат струја, си се богатеа, се напунија со милиони евра и сега кога треба не им одговара, немаат ќар и се јавија таму кај Бислимовски, ние откажуваме, не можеме више, се повлекуваме. И овие рекоа нема проблем, и ги укина дозволите. Чекај бе. Ти мора да депонираш тамо 10-20 милиона евра, ако прекинеш договорот претходно, ти ќе земат тие пари. Бе. Не бе, брате мили. Мафија. И сега кој ќе помине економска криза, па ќе истите ќе си ги земат на 20-30 години, и парното, и струјата, и све комплет. Срамо тоа што го прави. 18 години уште не знае патики да врзе, ќе увезува струја од странство, од Струмица, некој детиште. А како може тоа? Не знаеме, ние глупи сме,
Не знаеме кој го работи това. Или као премиерот сега овие што обезелune фотоволтаични централи, вамо тамо, не му е на кумоте. А заедно отвориле фирмата, заедно работеле, сега стана функционер, сега ја се откажувам. И кого правиш будала, ние ретардирани сме, не знаеме што е работава. Ајде, молим те, па искочил денеска на телевизија, уште се подсмева. А уште им вика на, ки дошол американскиот бизнисмен, канадски бизнисмен, таму вика, стани ти мочко еден, плускај со рацете тука на тие позади. Тоа е мизерија, бе, вош. Ајде да не се нервирам. А иначе, граѓани, ти кажувам, за се има прв пат, за се има прв пат. Рекле старите, за се има прв пат. Ако не сега, може наскоро. На граѓанинот ќе му пукне. Се сеќаваш ли кога железара сите вработени излегва, кога блокира цело Скопје, не можеше да се дигна цел народ. Ти знаеш како се сеќаваш и тогаш како беше. Да видиш како одма донесува одлуки и си замината и покачија и плата и све што требаше им дава. Ќе дојде тоа, народот му врие. И не се слагам. Добро, не се слагај, ќе правиме муаве, за се има прв пат. Ако бе, па сега правиме муаве. Еве зошто ќе ти кажам зошто не се слагам. Железарци, кога тргнаа на тој голем протест, поминаа покрај Македонска радио телевизија, ја работев на 103. И видов она цела Македонска радио телевизија, сите вработени скоро, да речем, беа на прозорци. И работнициве, кога идеа, им вика, ајде со нас, затоа што да бидеме солидарни, бидејќи не се работеше само за железара, се работеше за општата приватизација, сите дека ќе останеме без работа. А овие вака им мафта. Да, Македонска радио телевизија, сите тие новинари кои се денеска по владини медиуми, кои контролираат кој што кажал, како што кажал, се истите тие. Истите тие. И тогаш ти викаш дека се направи, не се направи. Што се случи со треска? Што се случи со македонски фолклор? Што се случи со еден куп такви погони кои со кожара што се случи, со стаклара што се случи. Затоа викам не верувам, а се слагам со тебе дека ќе се случи само не оваа генерација. Добро, ќе видиме. Оваа генерација за никаде се, ова е веќе остарена, корумпирани сме ние старите, сите глумиме дека сме невини и чисти, не сме. Сите некој си подметнал некој дел од својот орган у некоја партија и затоа се пречутува. Но ќе дојдат нови генерации кои ќе бидат своји луѓе. Тие мамата ќе ја расплачат. За жал, имам чувство дека ја тоа нема да го доживеам. Ако доживее Македонија ренесанса, ќе биде после многу долго време. Како што, не знам, се дигнало Востание 903-та. Колку векови чекал народот, исто викале лелебе, ќе се дигнеме ли, до кога ќе го трпиме ова, глеј што ни прават. Па кој им пукнало филмот, Карпош се дигнал. И наместо цел народ да се крене, он се кренал и го јадал стапот, го натакнаа на кол. Мислам, видено е веќе. Видено е. Но, знаеш што, Тони? Знаеш што сум убеден? Дека ќе пукне филм во Грција, во Италија, во Британија, во Германија. Таму има капацитет на демократија, на луѓе кои се бунат за своите права. Ти си се во право. Народов страда. До овде е уцапан. И материјално, и морално, и секако, и политички. Но таа промена ќе дојде само која ќе дојде на страна. Ние нема да ја направиме. За жал, нема капацитет. Верувај дека Грција, оние анархистине што се тепаат на плоштад, имаат повеќе политички капацитет, тие анархистичките групи, и имаат повеќе разбирање за Македонија, него македонските партии овде. И поголем политички капацитет. И еден ден, кога ќе дојде промената, ќе дојде од Грција, ти реков, Италија, Франција, негде ка таму ќе пукне филмот. Добро, да смениме малце темата. Океј, да идеме со Цар Борис или 11 октомври. Што
што да кажам, брука невидена. Уште со Тамара со химната се знаеше дека тоа мора дека се подмитени и земени се големи пари од Бугарија за мора тоа да го направат. Се знае, 99% фирмите, ама чекај сега Јанко, 99% фирмите, рудните богатства што се владат од Македонија се на фамилија една тамо од Македонија и преку бугарски фирми тамо се обработува. И сега, ако сакаш да тереме, како што ти кажам, така ќе работиш. Само претера више, претера. И мора, ја не знам, ако не се дозволи да се најде некој да се смени законот, за да не може здруженија да се регистрираат како пешурки од дека, мора подхитно тоа да се спречи. Не може више вака, претера. Ти гледаш, единствено што функционира финансиски стабилно е невладини организации. Оние кои, например, прават сега записи, се јавил Тоника и Јанко, а Јанко го изеде овој бурек и за тоа се платени, тоа се едни, други овие што се за животниве, за кучињата, трети се овие што се невладини, што работат за владата. Како Цацко од К15, нели, невладин работи за влада. И така натаму, и така натаму. Ете, тоа е. И сега, од кого ти чекаш демократија, бе? Од кого? Од мене, тебе, пензионери. А младиве, уџем си фаќаат. Да. Мислам дека ќе се среди тоа. Кај ќе мора да има предвремени избори. Значи и ова нема да може. Нема бе, човек. Ама кај ги гледаш ти предвремени? Објасни, нема предвремени избори. Нема ни да има. Абе Ковачевски кој не е избран од народ, кој е наместен, ја сум бил премиер, мене сте избран. Абе сами ти изгледаат со Јанко. И викам, Тони ќе ви биде премиер. Кој те бирал, кој те и прави што сакаш бе, Тони. Нит си биран, нит одговараш некому. И тој како таков до 2024 ќе си биде на власт. Не. Значи сега ќе видиш до нова, они имат уште месец дена два пари немаат. Гледаш и полицајци не може полицајец да се врати од район ако не пише 10 казни бе. Колку ги има во Македонија полицајци на смена бе. Они го пунат буџетот, инспектори хараат по дуќани ги горат за викенџиите што не може да плати струја тамо. А они дојдат му барат фискално, му барат 300 работи. Неко тидат Тетово Гостивар дело Кичево или Сарај или Чајер немаат фискални бе. Пуштени се на јако да го пунат буџет, нема динар скапан бе. Покачуваат бензин заради тоа. Абе кај да се они до нова година ќе сами ќе речат ајде еве и предвремени техничка влада само да уште некој ден да се протуркат. Нема бе, готови се. Среќа што сега не врне, затоа се фалат отишле денеска ги однеле новинарите у Ред Битола да видат да им се пофалат кај копаат земја, човече, а не покажуваат дека немаат залика филм има за 10 дена бе. Срамота бе. Кого прават будали? И на крај да завршам да остапам место за други бе. Многу сум револтиран од председателот на држава. Абе, не ли е срамота? Председател треба да прима странски дипломати, амбасадори, странски председатели, прима старлети и порно глумици. Срамота е. Што е тоа старлета, бе? Ај сега, добро, Јанко, сега не ми ја киди поентата. Па утре ќе бара оној Драги Шпага да оди горе да бара прием. Па не ли е срамота тоа, бе, Јанко? Срамота е стварно, бе. А што очекува? На држава треба да прима странски државници, бе. Абе треба да ги седне на маса за уши и опозиција и власт, дај да седнеме да ја спасиме државава. Ти вака ќе правиш ти. Па гледаш у Србија председателот на државата ја води цела држава, не премиерот, бе, Јанко. Кај нас гледаш што е... Што и фалиме на Ниве Целзиус? Што толку против Ниве Целзиус? Ова е права жена на право место. Што очекуваше да видиш? Марија Кири да му биде костим? Слушај, видија, Ниве Целзиус. Женската е лепота. Не е за тамо, бе. Што да и замерам на девојкава, бе? Добро. Нека ја примине друго место, не у вилата тамо кај што се примаат. Тамо. У канцеларија. Ја ќе ти кажам, она е права жена на право место у право време. Ние следно сега после ова треба да ја примиме Саша Греј, Чичолина. Срамота, бе. Зашо срамота? Утре Драги Шпага може ќе бара прием, бе. Нели е срамота тоа? Кој? Драги Шпага. А зошто да не?
Ако примаме Старлета, можеме Старлет. Па човекот... Ја срамота е, бе. Абе, треба да прима странски председатели, странски представници, да ги прима... Па нека прими од Македонија, има академици, има... Знам бе, папучаре пред жена му збори, па мора да ја критикува. Иначе, вака на приватно ќе рече, добре. Јас сум револтиран, стварно. Не, те разбирам. Окей. Ништо не функционира. Приватно нека си прима кого сака. Ниту председателот, ниту собрание функционира. Ништо не функционира, човече, у држава. Се на сила, само апси, приведувај, присилувај толку ден за ден, што повише да се украде. Ја не знам до кога ќе оди ова, ама мислам дека до нова година и сами ќе дигнат рука. Ја не знам што срамота и сами ако ќе дигнат рука. Ја дигам рука сега. Дигам две руки. И две ноги. Тони, спремна ли зимица, спреми ли? Не. Со прст немам мрднат. Ти си господин, ти спремаат. Абе, каков господин бе, човек? 2 недели од болница не можам да излезам. Не си дошол да донесеш едно јаболче, едно портокалче. Умирав, човек. Закачив некој нов вирус. Ова коронава е, како да ти кажем, као сладолет некој да ти дал. Овој вирус ме исцеди вака. Се шегувам. Добар сум. Не, слушај, секој фрикинг дей. Не можам да правам. Сите сме на работа и сите нема време. Сабота и недела не можам да станам од кревета, камоли да спремам нешто да работам. Ја ви се восхитувам, ти си домаќин пар екселанс. Стварно гледам на Фейсбук, си спремил убави работи. Блазе си и на фамилијата што те има. Имам трната на страна за тебе да пробаш и да кажеш оценка да дадеш. Фала ти, што од сега викам дека човек кој прави најдобра зимница си ти. Немој да се трошиш на мене, ја не заслужувам. Сабота и недела ја не можам од кревет да станам. Не можам да излезам. Жена ми вика, ај молим те да отидеме до матка. Ја викам, молим те, остајме. За никаде. Ја нема да ти дојдам на гости, јас ти знаеш, дојдам и тамо ќе ти оставам еден поздрав и да уживаш. Ако ова ќе бидеш слободен, ќе мене ќе отворена врата. Не, уште подобро. Знаеш како ќе ми кажеш? Ќе ми кажеш, Јанко, качи се на точак и дојди до кај мене, па ќе те натоварам. Тоа е мотивација да се разбира. Договорено. Дури и чварки направи, така? Малку. Алалдо ти е. Не, самиот чин мајсторијата е голема, за тоа зборам. Јас мајсторијата имам од татко ми, Бог да го прости, ја имам таа... Напреми само една математика. Колку мислиш дека сега реално да го продаваш твојот ајвар? Колку чини тегла? Мојот ајвар? Да. Реално, не по квалитет ова она. Колку реално чини ајварот, колку те кошта ајварот? Абе добро, сега јас мене ме кошта... Знам дека си штедлив. Сакам да споредам колку у маркети, колку те кошта тебе. Околу 300 денари тегла. 300 денари тегла. Дрва, време, работење, све, струја, 300 денари ме кошта, зашто 5 го набавив пиперот по 35 денари, зејти не знам колку ставив, имам некои други рецепти кои што ги правиме заедно со мајка ми и со жена ми, така што толку е. Али ако го гледаме по квалитет, ја не би го дал испод 1500 денари тегла. Биди ми поздравен, благодарам за јавувањето. Поздрав, пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Па ја одавна се немам јавено, мислам, како жигосен човек. Кога слушав претходникот, се прашав кај живеам ја, што не ги знам некои работи или ги знам, па се правам или имам склероза или амнезија, меѓутоа
не знам зашто да поразговараме, ама мислам дека полно работи ќе ги покажавте таму на ценовната листа. Вие некако не се точни. Те молам, коригирај слободно. Ако мислиш дека спинувам, па или сум имате, излажал... видите, кај лебот имате движење од 45 до 65 денара. Значи не е 65 денара фиксно лебот. Да не речем сирењето е 350 денара, кашкавалот не е 660, имате од 450 кашкавал по маркетите. Ја не знам сега од кај ги ваделе ценовниците. Зетин имате од 110 денара до 133 денара. Така да, мислам дека реално треба да збориме дека цените варираат од маркет или од населба до населба, ако сакаш да го пубо да ти кажам. Тоа е едната работа. Втората работа, знаете, кога ги напаѓаме овие што произведуваат, ние не ја гледаме ли еве денеска слушам за цените за нафтата, ја гледате, ја споредувате колку е вредноста на барелот. Меѓутоа забораваме дека технолошкиот процес има своји трошкови. Дека нафтата не се добива со употреба на вода, туку со употреба на струја. А тоа кошта. Значи не е само проблем да земете да купите сирова нафта барел, туку таа треба да се преработи. И сега ако сите оние што знаат малце хемија, знаат дека нафтата е последниот дериват што искача од суровата нафта. Прво искача гасовите, па искачаат бензините, па на крај искача нафтата, па на крај искача мазутот. Како нус производ останува последниот. Ама тој процес некој треба да го одработи и некој треба да употреби енергија. Така се вика тоа, знаеш, трошкови. Денеска сите цени што се покачуваат одека се прават се поради трошковите. Еве сега речеме, јас ќе карикирам без да ми се наутиш, дали ја може да се рекламирам во твојата емисија за 10 денара? Ти ќе речеш не, зашто? Па затоа што си имаш ценовник. И дека тоа рекламирање во твојата емисија чини пари, време, да не кажам онаквото. Значи, секдека си има некој трошковник, некоја економска исплатливост, некоја реалност. И јас знам дека не е реално за 10 денара да ме рекламираш во емисијата, ама ете барам да ме рекламираш. И како можам сега јас да ти влезам во твоја емисија да ти речам не мораш ти да ме рекламираш. Ние тоа го бараме сега од производителиве. Не ти мене мораш да ми дадеш за таа цена. Без разлика кои се трошковите. Дали мислам се разбираме? Или речеме да бе околу млекото. Ние секогаш ќе гледаме горната. Јас има една околу млекото, имаме еден друг проблем што сум го уочил, а тоа е што нашите млекари треба да одговорат зошто кога произведуваат млеко го продаваат поевтино од тоа што го продаваат овдека. А тоа е речеме земете во Косово, битолското млеко ви е €1,10. Значи дека 66 денара. Видете колку е битолското млеко овдека. И сега треба да го прашаме тој менаџер на битолска млекара, пошто еве го спомнам битолска млекара, како е надокнадија разликата? Зошто овдека се правда дека има зголемени трошкови за производство, па е бара да се покачи цената, ама кога извезува, може да извезува и испод цена. Како му е економската исплатливост? Кај му е тука транспортот? Кај му е тука трошковите за производство? Или земете зејтинот? Македонскиот зејтин во Црна Гора е многу поевтин него овдека што се продава. Тие дубиози ние треба да ги рачистиме со нашите производители, кога се јавуваат и кога барат, кога го правдат своето покачување на производите. Сирењето, реков, дека не е 400, има до 480 и има пониска цена. Но, дали тоа сирење по квалитет е она што треба да... Нема други примеси што сакам да кажам. Јас ги разбирам дека сега сите се вадат на трошковите на струјата. Битно ми е, знаеш, на време кога беше со парното, кога во Скопје сите по овие топлани работеа на газ, они се вадеа со цената на мазутот. И јас еднаш баш во твојата емисија го постави прашањето, нека ми кажа таа директорката од таму од мазутара, од топланата, каде они употребуваат мазут, па бараат основ на покачување на мазутот, бараат покачување на цената на парното. Денеска се случи на друга катастрофа во државата, ама никој не збори за таја, затоа што 6 национални телевизии се фатива за Скопје и парното во Скопје. И сега гледате што се случува. Ви имате една повластена група на граѓани во Скопје. А тоа е дека ќе добијат парно за ефтини пари, додека сите останати граѓани во државата, никој не ги праша за трошковите за грејање, што им се 100% покачени. Дали се тоа пелети, дали се дрва.
ние не разговараме за таа група граѓани. Битни се 60.000 граѓани во Скопје. И мислам дека тука владата ја киксира работата, затоа што ги подели на граѓаните на помалку, на вредни и помалку вредни на државата нозе искрши да обезбеди грејење за 4 скопски општини, тоа се Карпош, Центар, аеродром и кисела вода. Реално да збориме. Мене тоа ме нервира, да ти кажам право. Океј, ја ти благодарам за јавувањето. Знаеш дека до сега беше на бан и ти реков и заради твојата вулгарност од прошлиот пат ти забранив да се јавуваш во емисија. Сепак, океј, беше коректен сега. Учеството, не само за тебе, за сите. Учеството во емисијата е привилегија, не право. Никој нема право да биде дел од оваа емисија. Ова е приватна, лична, моја прчија. Керпиџов, тоа е тоа. Ако ви речам нешто, не само за вас ова не се однесува, се испокаравме прошлиот пат, оти бевте дрски. Може ја бев дрзок. Ама и јас сум моја кафанава. Сега, што да ти кажам, мои правила. Не ти се свиѓа, има и други телевизии, има други контакти. Значи, 21 година, знаете како функционирам, знаете како треба, мрднете ли надвор од тоа, take you and F you. Нема објаснување, кој како сака после партиско, не партиско, ова или она и така натаму и така натаму. Важно, еве, ве пуштивме, може кој што сака да се јави, али ја ви го мерам и начинот на зборење. Накриво и така натаму некои работи ги пречутувам, некои работи ги дозволувам и тоа не зависи уопште од вашите ставови. Ова не се однесува само на тебе, да не си придаваш многу значење, ова е добар повод да им кажам. Оти има неколку души, има еден човек кој, например, избанира, никогаш више нема да може да се јави во емисијава. Крај на муавет. Тие што ја следат редовно знаат за кого се работи. Се воеше секоја вечер по 3 пати. Сега never again. Крај. Си го злоупотреби. Правото, привилегијата. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер и за мене, и за вас, и за гледачите. Одамна не сме се чуле. Како Гергелија? Одамна, добро е, навака, натака, не е баш добро. Ова со вирусите, да ти кажам нешто, има и треба да се испитате. Стварно има. Што има? Молим? Што има? Има некои нови вируси, продолжуваат, само сега намерно не дигаат паника за да се шират. Пошто рековте дека сте преживели некој нов вирус. Има тоа што не прскат од озгора, треба да се здружиме сите народи, народности, братство, единство, пошто ние македонци гледам дека ништо не можеме да реализираме. Размислував на таа тема. Може ли братство самоубиство? Молим? Не, во право сте. Ве молам, повелете, продолжете. Да, значи за ништо не бива. Само знаеме, нашиот, да го речем, да го речем интелект или да не речем паламудење, нивната реализација, заеднички да видиме што ќе правиме со ова прскањето против комарци на две нозе, со дрогата, со, како го викаат, комарот, ете така. Иначе, нема да кажам дека јас имав една позиција за да не знаат кој сум, мада 99% знаат кој сум. И чекаат да се јавам, да ти кажам, Јанко, што е право, без Да. Оти ако не се јавиш, вака им стиска каде е овој да не прави нешто. Вака кој ќе те чујат, се јави, добре. И олекнува, слушај, и има... Да. Сега функцијата председател нешто спомна, мислам дека е вишок. Да ти кажам, таа е куртоазна функција, исто овие одборници во... Тука си во право. И јас се слагам со те. Стварно, зошто ни треба председател? Цела власт и онака е кај премиерот. Што е, мислам... Не знаеш зашто? Не знам, молим те, дека ќе избере државата ако не го изберат председател. Како повтори? Не ви рече дека ќе избега од државата ако не бил председател. И како сега да останеме без еден човек? Не, молим те, Куз беше многу популарен за времето на социализмот. И многу енергичен. Да не си правам проблеми. Нема, да. На таа тема, него и други теми да зачнеме. Оти ми фуфка малце. Со ова прскањето против комарци, тоа ми е нешто чудно. И зиме, и лето, и најзагадени градови, те дрвата биле
те пуфежите од стоката што пуфале, треба да се намали стоката, така викаат во Холандија. И им забранија, дури треба да се уништува, па се дигна таму милиони луѓе, ама нема ништо да видиш ти. Што ќе видиш ти на сите и на каналот? Ништо. Значи таму се дигна прво една каста на луѓе, после други, па земјоделци, па се подржи и видео, не видео ги повлеко за крај. Кога бе, ја не кања ќе го направиме ова? Без разлика, нели, на братство единство да се здржиме. Ти гледаш, не трујат просто. Значи сега требаше, слушај, да ви кажам само што ќе дешава, ти нема многу време. Да не ги знам. Ќе се полека, лака. Значи ќе се забранат коли. Коли нема да има, тоа ќе биде луксус. Например, малку ако ја подкачиш на тротоар, ќе зима дозволата и крај. Месец, два, па три, па пет и готово. Тоа ќе биде една од првите модификации. После ќе се намалат бројот на куќите и ќе живееме во голабарници, во згради. Значи ќе се качат на ноците. Има методи. Оно ќе не можеш да плаќаш, видиш, не видиш што е. Овој што беше адвокатот пред малци, и на него да се осврнам. Значи, пред малце, многу ми е антипатичен, искрено ти кажем. Влезе во еден филм, никако бе да излезе од тој филм. Па не било сирењето толку, па не било Па колку е бе? Тој знае дека до нова година и 1000 денари ќе биде кашкавал. И 1000 денари ќе биде стресен и нека памтен зборот, ќе видиш колку ќе биде кашкавал. Ама слушај, он е добар пример. Како некои работи се случуваат, ние имаме енормно покачување, да речеме, некој е осреден леп и осреден квалитет на сирење. И сега он вика, да, има сирење, точно е, има урда на пазар кој ќе ја купиш и за 5 денари. Иди јади ја да те видам. Нели? И сега, што го гледаш ти тоа поскапено сирење? Тоа е веќе луксус. Ке идеш ти на поевтино. Значи, тоа, види, и таа партија мора да се одржи некако. Мора да си се бодрат меѓу себе. Ти текнува. Така да разбирливо. И треба да ги слушаме како размислуваат. Това не ти го зборам само тебе, туку на сите. Значи, треба да се јавува тако и да кажува, види, вие сте будали. Цените на горивата се такви, тоа е реално, затоа што не е реално ово и така на... И тоа име, и сега ти види му го паметот, види му ја логиката, може ќе се сложиш, може нема да се сложиш. Јас само знам дека мојата плата е 30% намалена во вредност. Ако сум можел пред 2-3 години да купам толку со неа, сега можам 30 до 40% помалце. Не може да ме прави будала и да ми рече, па види, ако ставаш нафта, не ставај таква нафта од дизел од 100 денари, користи обичај, ќе ми расипе колата, па сега тоа е тоа. Сваќаш, има ефтина нафта да се најде, нели, онаа црвена за ќумбиња. И тука е во право. Ама тоа е и спин и манипулација. И кога имаш таква ситуација, што е најдобро? Да му кажеш, Јанко, спинуваш малце ти, не ваму таму. Може и требаше да го пресе, но не ќе. Сакам да му да слушнете, бидејќи многумина размислуваат како него. Да не беше така, кај нас сосема друга ситуација ќе имавме и политичка и економска. Така да останува, тоа е тоа. И убаво, баш и некое размислување како во власта си размислуваат и како они се прават. Добро, ти добар си иначе со здравје. Може уште нешто? Што, кажи, повели. Шо ти сирењето од добро до лошо сирење. Сироватката е 40 денари, обичното е 60-70 денари млеко. Мада сироватката е подобри од млекото, само малку кој го знаат или не сакам да рекламирам за да си имам да си купувам. Ама за просечната плата, например, некој зима со факултет, и тоа стручен факултет, со правен 27.000, не помни. А некој, да речеме, со алта-балта, што викаме ни тука факултет, некам да го именувам, зима 50.000 или 47. Зошто ти бил со предпоставање близо? Оти му се плаши, оти нема кај да се жалиш. Просто институциите се заробени. Заробени се од Сорос, врвот организиран криминал на МВР и може на судот да му нареди човек што го несол собствено дете на доктор да го осуди. Значи, ова морам да им го кажам и или ќе се свестиме, или ќе не нема. Значи, не бива така држава. Значи, не држава, народ не бива. Не бива народ договорена. Рече кратко, окей, поздрав до тебе, лека ноќ и пријатно.
Одиме со следниот гледач. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Добра вечер, Јанко, добра вечер, Македонија. Повели, значи ова цела редовна стара гарда вечерва. Повели, Јанко, говори. Јанко, Јанко. ти малку реален, ти Јанко. воопшто не си реален, што е работава лака. Јанко, Нема скапотија, бе, човек, си е супер. така е, управо си. Све е Што супер. е ова тебе? Така е, супер. Тука ми кажуваш цени 2017, 2022. Ама не Тоа да. е, нема вистина, види реален. Види ре. Ама види, еј, за Љупчо Радишани, кој си има 600 евра пензија, на 50 години појде пензија, за него се е супер. Тој си има, а другите каде умираат, баш му е гајле. Важно му е да е СДС на власт. А дека сме во банкрот, то не е важно. Те молам друг пат, кога вака, нали, манипулира да го прашаш. Абе, човек, ти пред 3 години, кога беше ретко реален во твоите јавувања, рече, наш Македонија е во стечај и ни треба стечајен управник. Зошто 3 години од тогаш наваки упорно ја брани власта со која сме во стечај? Според него, јас никогаш не сум рекол дека Македонија е во стечај и дека ни треба стечајен управник, но тој Љупчо од Радишани рече, пред 3 години кажа, и сега по 3 години ова негова власт СДС не носи уште во повеќе во банкот и стечај, тој сега уште ја брани. Шо браниш, бе, човек? Шо браниш? Ти имаш домаста и куќе маче на работа. Земаш привилегија од ова власт. Може некој тендер да лапаш, не знам. Се шегувам. Може земаш сигурно трпил и на друг начин и затоа ја брани. Ама толку да не прави будали овдека, цела јавност дека луѓе, абе добро е, убо е, не е проблем. Никој не ве прави будали. Еве во живо снимка од Дојран. Сега, видите што е убајно у Дојран. Гледај. Да, Јанко, што друга сакам да ти Дури и кажам. сонце грее у Македонија, вам ви е темница. До кога со тие манипулации? Да, те молам збори. Да. Ајде нека ни честит 11 октомври, али наш македонски празник, Бог да ги прости сите борци за верата и за татковината, Бог да им дарува вечен живот. Сега, вчера даде Господ, бев таму на могилата и замисли Јанко, која не, да не речем мизерија. Дојдени луѓе, по 60-70 години луѓе дојдени и постари можи, од Скопје, Кавадарци, Росуман, ако ме слушаат некој ги поздравувам. И, значи, ставена полиција околу цела могила, не сме пиле да помини, еј. Не сме пиле да помини. И, јас така си бев онака со македонска мајка, со сонце од Куторе, што знаме враке со капче македонско. И така, тама се приближив таму до могилата, нали, тука во тој тесен круг, оно ми се пуштија да ги поздравам и полицајците, тие само се добри луѓе наши бранители, добиваат наредби. И ми се пуштија, пече сминат кон мене. Вика, стои тука, вака, каде, шо, ваму таму. Гледам, брајке, до тука одам, не одам повеќе, почитувам церемонија, нели таму делегации што положуваат секи во ред, без гај не бидат. И после, таму, уште незавршена церемонија, Министерката за култура, која е таму, не знам, од СДС, само тие незините партиски и другите, сите заминаја, замисли, еј, заминаја, значи, така тука беа, не ги траеше да стојат на место каде се положени коски мошти на над 400 млади загинати прилепски партизани. Одма заминаа, избега како попарени. И останаа само едни, ова сакам друг пат да ме ставиш како тема. Остана една група на удбаши кои се сега во сојуз на борци од НОП. Замисли, татко ми е роден 41 година. Има 81 година. А овие се родени сигурно над 50 година. После 50 година, мислам. И од каде тие, кои ги избрал нив да бидат во сојуз на борци од НОП? И цицат од Македонија, цел живот се пијавици, од Ченто до ден денеска, Кодошат, човеке шти, малку што ги спомна, Кодошат, Ровара. Не сум спомнал. Нивни деца, внуци се напикани по тие невладени организации. Не сум спомнал. Ти благодарам многу за јавувањето, завршува емисијата тука, си одиме, еве уште еднаш да видиме
времето прекрасно, малку е претопло, 88 степена е во Дојран, како што гледате во живо. Значи, решивме, пакуваме сега колата, идеме у Дојран, пошто грее сонце, и 88 степена, Фаренхајтови, не? Додеш. Драги мои, ви благодарам за вашето внимание, благодарам за учеството. Се гледаме утре вечер, ќе продолжиме и натаму со вашите јавувања. Поенти немам поенти, толку завршуваме сега и продолжуваме се гледаме утре вечер. Лека ноќ и пријатно. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Да кажеме парот е смешно. Понесо одлука за изборот. Голем процент. Република Македонија. Се разгледаше сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све. Ќе се дојде да се купиш играта, пример, за PlayStation 4, докато имаш 5-ка се симиња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го оталотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Андроид 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Сакам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам те душе поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книжа да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини.
Смеам? Еве, чизкейк. Може за госпожата? Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Затоа што мајка му чисти, пере, готва, татко само седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да бара, бе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш тамо. Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добро ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе ја за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што вече трите аверел сум јас, најглупиот, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисијата на Ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот отгоре. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Тамо да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилецко поле. Имаш една Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер.